Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија КИС и Менада, а во нив ќе гледате. Двајца вештаци и две здравствени работнички сведочија на продолжението на главната расправа за случајот за пожарот во модуларната болница. Во рамки на проект на Сдруженијето Златна рака ќе се одржат 6 креативни работилници за деца со попреченост во училиштата во Тетово. Лани во земјава 1100 жени се новодиагностицирани со рак на дојка. Свеста за редовни прегледи е многу ниска. Во Основниот суд во Тетово денес продолжи главната расправа за пожарот во модуларната болница со испитување на сведоци, двајца вештаци и две здравствени работнички. На следното рочиште треба да бидат сослушани уште неколку сведоци на одбраната, пошто се очекува читање на завршните зборови и пресудата. Како сведоци на обвинителството и на одбраната во случајот за пожарот во модуларната болница сведочеа две вешти лица од Факултетот за електротехника и информациски технологии. Презентирајќи го извештајот во кој е опишан приклучокот на струја во објектот, Владко Стоилков рече дека не можеле да извршат увид во внатрешната инсталација во болницата во Тетово, затоа што таа била целосно опожарена, но направиле увид во два други објекти од ист тип, при што утврдиле дека модуларната болница е изведена согласно проектната задача. Со ова се согласи и Владимир Димчев. Како сведоци на одбраната, две вработени во клиничката болница, чија смена завршила пред избувнувањето на пожарот, рекоа дека не знаеле дали имало раководител на модуларната болница и дека сменските доктори биле одговорни за смената. Портир немало, на вратата стоело забранет влез за невработени, а противпожарен апарат имало во работната соба. Во овој случај обвинети се поранешните директори Флорин Бесими и Арта Нетеми, докторот Бубан Вучевски и правното лице клиничка болница. Пред почетокот на судењето повторно се одржа граѓански протест за поддршка на докторот. Причината за овој собир е целосна поддршка за доктор Боби, бидејќи сите знаеме кој е тој доктор, кој што спаси многу животи, баш за време на најголемата криза. Тој бил достапен за пациентите 24 часа и сметамо дека е неправедно осуден. Вината треба да се бара кај некој друг. Сматраме, не ние него сите и цела јавност знае дека не е виновен, дека треба некој друг да одговара, дека докторот у цела процедура на ковид знаеме што све направи за граѓаните на Тетово. Трчаше, неупорно работеше и многу ми е криво што овдека сега се суди невин човек. Значи, дајте правдата да ја бараме на друго место, кај други луѓе што ги донесоа тие бараки тука неисправни. На следното рочиште, закажано за 6 април, ќе бидат сослушани уште 4 сведоци на одбраната, а потоа ќе следи читање на завршните зборови и пресудата. Најновите одлуки на владата на Република Северна Македонија беа соопштени денес на пресконференција. На денешната владина седница донесовме одлука за понатамошно замрзнување на цените на основните прехранбени производи, меѓу кои јајцата од кокошка и оризот, со што нивните највисоки цени ќе останат на нивото на цените кои се применувале на 15 март 2023 година со важност до 30 април 2023 година. Трговците кои се регистрирани за вршење на трговска дејност имаат обврска редовно да прибавуваат и да продаваат свежи јајца од кокошка во количини што редовно се прибавувале во јануари и февруари 2023 година. Во изминатиот период утврдивме значаен пораст на цените на ориз и јајца како резултат на движењата во однос на извоз и увоз на овие производи. За таа цел, а во пресрет на предстојните празници Великден и Бајрам, со цел да се спречи евентуален дисбаланс на домашниот пазар и недостаток на јајца од кокошка, производителите, најмалку 70% од домашното производство на јајца ќе го пласираат на домашниот пазар, а трговците на мало да продолжат да ја набавуваат во обичаената количина на јајца што се набавувала во јануари и февруари 2023 година. Овие мерки не ги носиме произволно, туку се базирани врз аргументирани факти и анализи,
кои се реализирани во изминатиот период. Би сакал повторно да укажам дека ги следевме и ќе ги следиме случувањата на домашниот, но и на светските пазари. И соодветно на тоа како влада ќе реагираме со нашите механизми со цел да не дозволиме дисбаланс на домашниот пазар, што би се одразило и врз семејниот буџет на граѓаните. Замрзнувањето на цената на јајцето и оризот е продолжение на нашиот сет мерки кои ги донесовме претходно, со што ги замрзнавме цената на белиот и полубелиот леб, а ги намаливме и цените на дел од тестенините за 15%, како и цените на дел од млечните производи, меѓу кои кравиото млеко, урдата, сирењето, кашкавалот, киселото млеко, павлаката и јогуртот за 10%. Стопанската комора на Северозападна Македонија побара нови мерки од владата во насока на ублажување на одливот на работна сила во регионот. Минималната плата ние како комора го имаме поддржано и пак настојуваме дека средната плата да се покачи, да не се пенализира со придонесите кои во нашата земја се прогресивни и многу високи. Бараме од владата да се намалят придонесите за да можат и другите плати, не само минималната плата, него и платите други, значи средните плати да се зголеме за да спречим, да ублажиме колку толку за работната сила да не заминува во странство. Во последно време веќе сте сведоци со замрзнување на цените за некои основни продукти за за пазарот. Имено, ние инсистираме да се престани со замрзнувањето на цените, него да се најдат нови алтернативи за тие цени. Односно, да се интервенира со резервни, да се интервенира со ови државни резерви и да се види која можност други намалување на даноци, намалување на ДДВ и така натаму, за да се дојде до последниот корисник да има поповолни цени за добивање. Сдруженијето Златна рака од Тетово следниот месец ќе започне со реализација на проектот И ние сме како другите, во чии рамки ќе се одржат 6 креативни работилници за деца со попреченост во 3 основни училишта во Тетово. Дечињата ќе изработуваат ликовни дела кои на крајот од проектот ќе бидат представени на изложба во Домот на културата во Тетово. Сдруженијето Златна рака од Тетово ќе започне со реализација на проектот со наслов И ние сме како другите. Како што информираат од Сдруженијето, станува збор за проект кој ќе вклучи 6 креативни работилници во 3 основни училишта во Тетово за деца со посебни потреби под надзор на психолог, дефектолог и педагог. На работилниците ќе учествуваат 38 деца со попреченост од Тетово, каде што ќе изработуваат ликовни дела кои на крајот од проектот ќе бидат представени на изложба во Центарот за култура Илјантески смок во Тетово. Активностите е предвидено да се реализираат во 3 основни училишта во Тетово, и тоа во Основно училиште Лирија во Тетово, Основно училиште Истикбел Тетово и Основно училиште Кирил и Методи во Тетово. Ќе бидат вклучени инклузирани ученици и ученици кои се во посебни паралелки. Овие ученици под водство на искусни, експерти кои ќе ги водат во текот на работелниците, ќе изготвуваат своји креативни дела, кои креативни дела, ќе цртаат, ќе сликаат, ќе вајаат со глина и ќе бидат изложени во Центарот за култура Илјантески смок. Проектот има за цел да влијае врз подигнување на свеста кај граѓаните во општеството за лицата со попреченост, но и кај институциите, за да им се овозможи на овие лица поголемо учество во креативниот дел од општеството. Целта на самиот проект е потикнување на креативноста на децата со посебни потреби. Потоа, ние сакаме да дадеме придонес овие деца со посебни потреби да се вклучат во сите сфери во општествениот живот. Да ги потикнеме, не можеме да направиме сега да се вклучат, но да го потикнеме, воедно да
ја подигнеме јавната свест и свеста кај институциите дека и децата со посебни потреби треба да се интегрираат во културата, во уметноста, значи во креативниот дел од општеството. Како дел од проектот ќе се одржат и 3 тркалезни маси со родителите на децата со посебни потреби, а ќе биде одржана и трибина на која ќе учествуваат родителите, стручни лица, представници на невладини организации и представници од релевантни институции од Тетово. Во проектот е предвидено да се реализираат 3 округли маси во која ќе учествуваат представници од училиштата, родителите ќе бидат вклучени и представници од релевантни институции од општина Тетово. Проектот предвидува и една трибина која ќе се реализира на крајот од проектните активности и од сите активности ќе биде изработена брошура која ќе биде дистрибуирана по училиштата и релевантните институции. Инаку проектот И ние сме како другите ќе се реализира со финансиска поддршка од Министерството за култура на Република Северна Македонија. Карциномот на дојка е еден од најчестите малигни тумори кои се јавуваат кај жените, а заболуваат и се помлади лица. На годишно ниво во земјава над 1000 жени се диагностицирани со рак на дојка. Иако раното откривање е предуслов за навремено отпочнување со терапија и со самото тоа успешно лекување, сепак свеста за редовни прегледи е многу ниска. Над 1000 новодиагностицирани случаи на рак на дојка се регистрираат на годишно ниво во земјава. Загрижува и фактот што се намалува возрастната граница, а и поголем дел од нив се јавуваат во подоцнежен стадиум. Онколозите и торакалните хирурзи велат дека состојбата е алармантна. Минатата година сме имали 1100 новодиагностифицирани пациенти со карцином на града. Алармантен број врз основа на колку луѓе имаме во нашава држава, колкав ни е бројот за ново заболени од карциномот на града. Ако во почетокот на мојата кариера со карцином или малигна болест на дојка се рефлектираше една жена што е средновечна, сега ние се работиме со пациентки што се во раните 20 години, значи ова е ситуација многу ескалира. Свеста во земјава е на многу ниско ниво, иако повеќе невладини организации и здруженија се обидуваат преку предавања да го едуцираат населението за потребата од редовни прегледи, зашто карциномот на дојка може да биде излекуван доколку навреме е диагностициран. Проблемот и самата едукација на самите пациенти, здравствената едукација. Проблемот може би во почеток на овие последните 3 години беше и ковидот. Може да кажеме дека проблеми со скринингот и другите закажување за инвестигации, тоест за диагностицирање на овие болести, но е мултифакторијален. Се работи тргувајќи од почеток, значи на самата пациентка до највисоката инстанца. Секоја трета или четврта пациентка не доаѓа со трети Ц стадиум. Трети Ц стадиум во Запад, ако има значи поголема бројка, сигурно се преземат сите можни мерки од сите инстанции за да се види што е проблемот. Тука кај нас тоа е сосем нормално. Со цел жените да се запознаат со ризиците, знаците и мерките што треба да се преземат кога станува збор за ракот на дојка. Здруженијето Езра во 13 општини организира активност на кафе со мојот доктор. Министерот за образование Јетон Шаќири смета дека ќе постигне договор со средношколците прифаќајќи им ги сите барања што се во согласност со законот. Тој рече дека состаноци на оваа тема имало и денеска. До крајот на неделата ќе се знае дали ќе се крати материјалот за матура, што е и целта на учениците. Денеска пред да доаѓам во настанот, во 10 сатот реализираат состанок со директорката на Државен испитен центар. Ние како МОН, како институција, ќе ги поддржуваме сите законски основи што може да произлегуваат од барањата на учениците, што се однесуваат за дел од материјалот, дел од нивните барања, зашто имаме различни барања и од Сојузот и од другата група на студенти кои протестира. И мислам дека во крајот на неделата или почетокот на другата недела ние ќе имаме конкретен одговор се во насока на тоа што е во законскиот основ, што може да се прифати
од страната на Министерството ќе се прифати, се друго што не може да се прифати, што треба да се има законски измени за прифаќање на некои од барањата, не можеме да го разгледаме во овој период. И треба да го известиме јавноста дека дел од ученичкиот сојуз е во редовна комуникација со Државниот испитен центар во претходниот период, што значи во претходната година, и тие се известени за сите делови од тоа што е предвидено да се реализира во испитите или во државната матура. Но мислам дека пак по барањата на средношколците на СИДЕ, денеска и со Државниот испитен центар ќе имаме конкретен одговор, се што може да се предвидува во законот, во нивните барања да се зема предвид како институции, ќе ги прифатиме и ќе продолжиме со државната матура. Приведени две женски лица во Гостивар лажно ветувале визи за Германија. Лишени од слобода и две други лица поради физички напади. Следува полицискиот билтен на СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера лишиле од слобода 41-годишна тетовка и 26-годишна жителка на Гостиварско Србинова. Тетовката, која во Гостивар престојувала кај 26-годишната, се сомничи дека минатата и оваа година на подрачјето на Гостивар, Тетово и Скопје извршила над 5 измами, лажно ветувајќи им на измамените дека ќе им обезбеди работни визи за Германија, зашто им побарала и добила одреден паричен надоместок. Двете се задржани во полициската станица Гостивар за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто на тетовката ќе биде изготвен поднесок по член 247 од Кривичниот законник. Вчера во Тетовско Теарце лишен од слобода е 21-годишникот ова село, кој претходно бил пријавен од неговиот 21-годишен соселанец, дека во селото физички го нападнал. Во нападот според пријавеното кој подоцна прераснал во нивна меѓусебна физичка пресметка, а поради нерасчистени купопродажни односи, тој користел и метален предмет. Се расчистува и документира случајот, пошто ќе следуваат поднесоци. Вчера на улица Борис Кидрич во Тетово лишен од слобода и 35-годишен тетовец, кој на 17 овој месец бил пријавен од 20-годишникот тетовски чифлик, дека физички го нападнал на улица Илинденска во Тетово и му одзел личен предмет. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот и на него ќе му биде изготвен поднесок, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово. И во вчерашната акцијска контрола на сообраќајната полиција откриени технички неисправни возила, но и возачи без дозвола и со забрана за управување. Полициски службеници на СВР Тетово вчера спровеле уште една од серијата контролни активности за поголем ред и безбедност на патиштата во поширокиот Полошки регион. При контролата биле откриени и санкционирани 6 технички неисправни возила, 2 во Тетовско и 4 во Гостиварско, од кои 3 имале неисправни сопирачки, 1 неисправни пневматици и 2 неисправни други системи и опрема. На возачите на технички неисправните возила изготвени им се поднесоци и веднаш се исклучени од сообраќај. Покрај ова со законски предвидените поднесоци биле заокружени 4 возачи кои ги управувале возилата без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа. 3 возачи со важечка забрана за управување и 8 други видови сообраќајни прекршоци. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно со апел до возачите навреме да ја проверат техничката исправност во нивните возила и посебно уредите за сопирање и управување. Им се укажува исто така да не седнуваат зад волан без возачка дозвола и да ја почитуваат важечката забрана за управување, зашто во спротивно не само што самите се изложуваат на ризик по нивната безбедност, туку и ќе се соочат со законски импликации, велат од СВР Тетово.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!